Ќе направиме се што можеме за да добиеме позитивна препорака од Европската комисија и политичка одлука за почеток на преговорите во јуни идната година. Оваа изјава од минатата недела е на министерот за надворешни работи Никола Димитров. Навидум протоколарна, но во себе крие важна порака. За Македонија да може да се надева на одлука за преговори во јуни, како што вели министерот Димитров, земјата прво треба да добие чист извештај во април, кој што ќе содржи безусловна препорака за почеток на преговори. А за препорака без услови во април е потребно владата да спроведе дел од клучните реформи во текот на месец февруари или најдоцна до средината на месец март. Тоа значи дека остануваат само уште 5 месеци за премиерот Заев и тимот околу него да испорачаат резултати. Реформското свето писмо се вика План 369. Документот е збир на задачи кои владата сама си ги постави во соработка со невладиниот сектор и експертите, а според забелешките од Европската комисија и извештаите на Прибе. Како што сугерира и името, некои активности треба да бидат завршени за 3, а други за 6 или за 9 месеци. Времето за тројката веќе истече, а владата уште од пред 1 месец вели дека се што било во нејзина надлежност е завршено. Во првите 3 месеци се реализирани сите мерки кои се во надлежност на владата на Република Македонија, односно 58 активности. Работната група беше информирана дека во тек е реализација на уште 15 мерки, од кои најголемиот дел не се во надлежност на владата. Со дел од овие тези не се согласуваат во Институтот за демократија Societas Civilis, каде прават сопствено мерење на ветеното и постигнатото во реформите. Истражувачот Зоран Нечев, кој е поранешен вработен во владиниот секретаријат за европски прашања, вели дека не смее да се прави разлика меѓу активности во директна надлежност на извршната власт и активности за кои се надлежни другите власти. На крај, за се пред Брисел, рапортира владата. Според тоа не може да се зборува за 100% исполнување на обврските. Согласно зададената динамика, за сега во овој момент имаме задоцнување. Односно, планот, односно резултатите од исполнувањето на активностите предвидени во делот 3 од планот 369 доцни и при тоа не се утврдени се уште оние активности кои што ќе влезат во делот 6 и во делот 9. Анализата на Институтот за демократија покажува дека 30% од задачите од планот 3 или не се завршени или се во тек. Според нивната методологија, целосно се исполнети 30 активности, делумно се исполнети 12, не се исполнети 10, а резултатот од 21 активности не може да се измери поради начинот на кој се поставени целите. Типичен пример е во делот на судските реформи. Имаме активност во која владата го повикува, односно го охрабрува судскиот совет за истиот да ги охрабри понатаму судиите да пријавуваат доколку некој им врши притисок. Значи, ова е многу тешко мерлива активност и при тоа треба да се земе секојаш при вакви формулирања на активности која се работи за друг вид на власт, освен екзекутивата, дека треба да се земе предвид дека и мора да се внима на тоа дека ние излагаме моментално или се ослободуваме од заробената држава и заробените институции. Зоран Нечев сепак има делумно разбирање за доцнењето, бидејќи првите 3 месеци од реформскиот план се совпаднаа со локалните избори. Со сличен став е и Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет, која е директно вклучена во подготовката на реформите во правосудството. Со оглед на кусите рокови ја прашавме дали очекува владата во следните месеци да се фокусира на видливи резултати во трите најприоритетни области за Брисел: судството, следењето на комуникациите и јавната администрација. Јас го очекувам ова вие што го велите и мислам дека тоа ќе биде случај, да се оди буквално по онаа траса која што ќе зацрта Брисел и која што ја смета за неопходна и дека на тоа ќе бидат фокусирани и работните групи од подрачјата кои што од областите кои што ги споменавте. Но јас и вчера нагласив во своја изјава дека за мене е од круцијална важност да се пристапи кон она што е наведено во стратегијата, а се однесува на специјалното јавно обвинителство. Во прилог на овој став, Пировска додава дека владата има сериозен проблем со капацитетот на наследениот кадар во институциите.
Сепак, смета дека и на краток рок, новата власт може да ги забрза реформите во делот на правосудството. Постојат повеќе работни групи кои што мораат да бидат координирани, а работат на различни закони. Јас како член на Советот за реформи на правосудство и другите членови, ние немаме можност да дојдеме до сознание што, односно со материјалите на кои што се работи во тие други работни групи, како што е, например, законот за судови. И во другите клучни области за реформирање, безбедностите служби и јавната администрација, работата е стигната до работни групи и стратегии. Вице-премиерот Бујар Османи не прифаќа дека има отстапување од предвидената динамика. Вели, и времето изгубено со изборите било однапред планирано. Цело време се водиме по еден принцип. Брзина да, но и квалитет. Значи квалитет и брзина во реализирање на овие реформи. Делот 3 коинцидираше со периодот на подготвување и одржување на локалните избори. Период кога собранието не функционира, кога фокусот на државата е некаде друго. И затоа така го конципиравме делот 3, да има две цели. Едното, да биде подготовка на одржување на фер и кредибилни избори, и второ, во тој период на дефокусирана држава со изборите, да може да се подготви платформата, односно контурите за суштинските реформи. Така да сметам дека сме во рамки на роковите. Сега го и финализираме изборите, го крунисавме на најдобар можен начин делот 3 и веднаш, после завршување и на последниот ден на рокови за жалби, го објавуваме делот 6 и 9, во кој што веќе има конкретни решенија. Има стратегии, има акцијски планови, има конкретни реформски проекти. Така да, бидејќи коинцидираше со делот на изборите, така и се програмира роковите. Нема некој одолговлекување, не ги гледајте прецизно месеците, туку периодите на реализирање на овие мерки. Така да целосно е во рамки на предвидената динамика. Делот 3 требаше да заврши со локалните избори и веднаш после локалните избори да започне делот 6 и 9 и сето тоа да заврши некаде кон април, кога се добива и извештајот и ние очекуваме позитивен извештај, дури со не само со препорака, туку и решение од Советот на Европската Унија за започнување на преговори. Еве една од најкрупните области за која што се очекува напредок е делот на судските реформи. Но свесни сме во јавноста дека стратегијата практично се уште се моделира. Така што дали реално очекувате дека до април ќе се стигне да се донесат можеби и законски решенија, делот кои што се носат и со двотретинско мнозинство, а ние еве на 5 месеци пред тоа се уште немаме ниту целосно јасна визија накаде ќе одат тие законски решенија. Значи, морам да повторам дека принципот е брзина да, но квалитет пред се. Квалитет на реформските решенија. Судството е едно од најосетливите столбови на системот и било кое неквалитетно решение ќе доведе до последици кои што ќе бидат несогледливи за државата. Да, но нешто мора да се испорача до април, нели? Овие денови, денеска, вчера, утре, се финализира стратегијата и акцијскиот план со конкретните решенија во смисла на законски измени и нови законски решенија кои што ќе се пуштаат во собраниска процедура. И да беа претходно подготвени. Собранието не беше во полна функција за да може да ги разгледува. Сега, нешто нема да зависи целосно од волјата на владата. Некои решенија се со двотретинско мнозинство. Меѓутоа, ние полагаме надеж дека тие решенија се квалитетни, дека тие решенија ја имаат поддршката од нашите меѓународни партнери, од Европската комисија и опозицијата ќе свати дека мора да биде дел од овој историски моментум низ кој што поминува државата и да се качи на тој заеднички брод кој што плови кон Брисел. Немирните води дома беа еден од факторите за бавното испловување на македонскиот брод кон Брисел. Не е тајна, на пример, дека мораше да се ревидира стратегијата за реформи во правосудството. Брисел не прифати избор на судии надвор од дипломците на Академијата, а проблематични се и варијантите за воведување одговорност на членовите на Судскиот совет. Јас верувам дека ќе мора да биде покажана одредена да кажам, спремност да ни се излезе во преисрази од страна на Брисел за одредени препораки кои што може би за нив не се многу прифатливи, но се неопходни за да може да се спроведат како што треба реформите во правосудство. Јас сметам дека е поминато времето на мудрување со Европската комисија,
Агендата на Европската комисија ќе треба бланко да ја прифатиме во делот на реформите и во правосудниот систем, и јавна администрација и безбедносни служби. Март е на прагот.